Добар ден, гледате поинакви вести на Слободен печат. Иако конструктивна, вчерашната средба помеѓу Христијан Мицкоски и Арбен Таравари не вроди со плод. Премиерот и министерот за здравство се договориле повторно да се договорат. Разговорите за еднината за функционирањето на Алијанса за албанците во владата ќе продолжат, а исходот треба да се знае до крајот на месецов. Од Јапонија министерот за европски прашања Орхан Муртезани заминува во посета на Крит. Причината за неговото присуство во Азија со сопругата за многумина остана нејасна, иако беше оправдано со тоа дека тој бил таму во својство на национален координатор за странска помош. Но затоа пак неговото присуство на Крит е и повеќе од јасно. Македонија денеска на свечена церемонија и официјално ќе го преземе следното председавање со ЕУ-САИР од домакинот Грција. Станува збор за прво председателство откако земјата стана дел од овие формати за регионална соработка. Државната комисија за спречување корупција со осомничената председателка и извалкан углед ќе продолжат да одлучуваат за постапките, пријавите и иницијативите кои ќе стигнат до нив, но и ќе решаваат за постапки што веќе се поднесени за актуелни министри, советници и директори. Ниту осомничената председателка во истрагата за случајот Адитив, Татјана Димитровска, ниту членовите на комисијата немаат намера да поднесат оставка, ниту пак да ги ревидираат предметите кои имаат поврзаност со случајот за кој одлучувале, а се со подпис на Димитровска, која е осомничена дека оддавала тајни информации поврзани со истрагата. Повеќе за ова од текстот на Фрусина Факова Серафиновиќ на slobodnpečat.mk. За мерак пари не се жалат. Кој има во мај плаќа и по 500 денари за една лубеница. Првите лубеници се појавија по пилјарниците, а цените се движат од 100 до 150 денари за килограм. Ова овошје главно се увезува од Грција, а и трите трговци нудат можност да можете да си купите и по една резенка. Продавачите велат дека додека да стасаат домашните, граѓаните не жалат пари за мерак, па дури купуваат и цели лубеници. Прочитајте повеќе од Сонја Кириџиевска на Слободен печат. Со минимална плата работниците ќе ладат нозе во леген. Нема летување на државен трошок. За 2025 година не се предвидени средства за програмата за поддршка на домашниот туризам во Министерството за економија и труд. Лани 3555 ваучери аплицираа повеќе од 5000 граѓани, а мерката траеше од 2018 година. Повеќе на оваа тема на нашиот сајт. Фотографијата Татко Кочани на колегата Слободан Ѓурик од Слободен печат му донесе прва награда на годинешниот конкурс за најдобри фотографии по повод 3 мај, светскиот ден на слободата на медиумите на Сдруженијето на новинари на Македонија. Москва беше нападната со дронови поради што 4 часа беа затворени сите аеродроми, соопшти Русија. Градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин објави дека биле уништени најмалку 19 украински дронови кои пристигнувале од различни правци. Дел од остатоците од дроновите паднале на една од клучните автопатски делници, но за среќа нема повредени. Кој е романскиот Трамп и зошто бара територии од Молдавија и Украина? Лидерот на екстремната десница Џорџе Симеон обезбеди повеќе од убедлива победа во првиот круг од повторените претседателски избори во Романија. Тој освои 40,5% од гласовите. 38 годишниот лидер на Унијата за единство на Романија, Симеон, рече дека романците воскреснале и дека тој има само една цел, доколку и биде избран, да му го врати на романскиот народ она што му е одземено.
Во среда ќе се избира нов папа. Сите 133 кардинали веќе се пристигнати во Ватикан. За време на конклавата за избор на нов папа ќе бидат прекинати телефонските сигнали за мобилните телефонски мрежи. Илјадници верници се очекуваат на плоштадот пред базиликата Свети Петар, а повеќе од 4000 полицајци ќе го обезбедуваат настанот. Принцот Луис продолжува да биде топ тема низ медиумите со своето природно детско однесување. Овој пат Луис го привлече вниманието за време на големата парада во Лондон по повод Денот на победата во Европа, прослава во чест на ветераните од Втората светска војна и Денот на победата во Европа. Во еден момент, 7-годишникот ја влечеше униформата на својот татко. Со чудење гледаше како војни авиони летаат над Лондон и го задеваше својот брат. Тој исто така правеше разни гримаси и го исползи јазикот додека чека да започне церемонијата. А што значи кратинката СФРЈ? Слободен печат ги праша случајните минувачи. Повозрастните како од пушка ни го дадоа одговорот, но некои од младите не разочараа. Што значи кратинката СФРЈ? Социјалистичка федеративна република Југославија. Социјалистичка федеративна република Југославија. СФРЈ. Социјалистичка Федеративна република Југославија. Социјалистичка федеративна република Југославија. Не сум точно сигурна што значи, ама може да пробам. Ајде. Чекај да не сгрешам, мај help малце. Социјалистичка. Федеративна. Камерман, помогни малце. Ајде малце help. Ајде малце. СФРЈ. Не испаѓа ништо. Не знам. Социјалистичка. Не знам. Океј, дали си чула за Југославија некогаш? Па нормално. Што знаеш за Југославија? Дека тоа е Скопје, целото наша држава. Каков бил поранешниот систем? Абе, слушај сега кој за кого како. Мисля, сепак имаше, ако не друго, беше организирана држава. А и тогашната бирократија кој како ќе му одговара за плати, за ово, за оно. Моите што ми имаат кажано да се живеело поубаво, ама дека се живеело малку ограничено. И недостасува се од тоа време. Буквално социјалниот живот, игрите, не грижата за буквално за ништо. Дали сме биле ние заедно во Југославија? Основане после Првог светско. Шта јесте? Па били заедно. Кој? Па све републики. Кој? 6 Македонија. 6 република, Македонија, Словенија. 2 покрајне, Војводина и Косово, да и се да набраја, мисля да има доста тих. Словенија, Хрватска, Босна, Македонија, Црна Гора и Србија. А од вестите од редакција, меѓу другото, знаете дека секој вторник имаме нова епизода од Медицинско катче. Колешката Валентина Ангеловска е со мене во студиото да ни открие зашто ќе се зборува денеска во Медицинското катче. Вале, што е она што ни го подготвуваш денеска во Медицинско катче? Денеска имаме невообичаен гостин, патолог од приватната болница Џибадем Систина. Со нас ќе биде доктор Џенгис Јашар, еден од првите патолози практично кои што се во поново време во земјава. Зборуваме за тоа што е карциномот, посебно за карциномот на грло на матка, за новите иновативни методи за лекување. И докторот има една многу интересна реченица која што често знае да ја каже во гостувањата, дека ракот е само една епизода во животот, во серијата која што се нарекува живот. Често пати знаете да го поставите прашањето и станавте препознатлива по тоа што ги прашувате докторите кој е најмладиот пациент, дали и на овој доктор ќе му биде поставено ова прашање? Да, врз основа на она што го разговаравме пред интервјуто, станува збор за жал за многу млад пациент, за дете со карцином на дојка. Секогаш корисни теми и подигнување на свеста за нашето здравје. Благодарам, Вале.
Како што можевте да слушнете, наскоро ќе имате можности и прилика да гледате Медицинско катче, најнова епизода, затоа бидете со слободен печат, а ова беа уште едни поинакви вести. Благодарам што не следевте.